Четврток, 6 ноември, кратки вести во 12 часот. Спроведувањето на препораките на УНЕСКО за природното и културното наследство на Охридскиот регион останува недоволно, а процесот на прогласување заштитени подрачја од големо значење, меѓу кои се Охридското езеро и Студенчишко блато, се уште не е финализиран и може дополнително да ја влоши биолошката разновидност и природните вредности на местата, се наведува во редовниот годишен извештај на Европската комисија за напредокот на земјите кандидати за членство во Европската унија. Во однос на заштитата на природата, во извештајот се наведува дека законите што се усогласуваат со директивите за живеалишта и птици се уште не се донесени. Охридскиот завод и музеј има рок од 30 дена да преземе итни мерки за заштита на локацијата каде е оштетената спомен куќа на Владо Малески во Струга, да даде насоки за идни чекори, но и да направи проценка на штетата на објектот кој има големо историско и културно значење, е заклучено по најновиот инспекциски надзор од Управата за заштита на културното наследство. Минатиот месец, поради изградба на објект во Струга, беше оштетен ѕид и кровот на куќата музеј на Малески, која е споменик заштитен како културно наследство. По настанот, МВР поднесе пријава против сторителот на поткопувањето на темелот на куќата. Директорот на Охридскиот завод и музеј вели дека отпочнати се подготовки за изработка на конзерваторски проект за санација на објектот, но колку ќе чини санацијата допрва ќе се утврдува. Полицијата и јавното обвинителство се уште истражуваат дали има пропусти во градежната документација. Младиот охриѓанец Ненад Целески е балкански шампион во категоријата јуниори плюс 78 килограми. На неодамнешното теквондо првенство во Бугарија освои злато во својата категорија, совладувајќи ги представниците на Романија и Косово. Во интервју за Супер Радио вели дека теквондо тренира полни 10 години, од својата 6-та година, следејќи ги стапките на својот татко. Потенцира дека за успех во спортот неопходни се дисциплина, тренинзи, но и љубов и посветеност. Негов следен предизвик е учеството на Европското првенство во Швајцарија на 19-ти овој месец. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, дува слаб до умерен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 15 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.